Почитувани гледачи, започнува уште едно издание на емисијата Магазина Телевизија Мега. Представата Дупло дно по текст на Горан Стефановски во режија на Ангел Чуилиевски, кој по втор пат работи представа во Битолскиот народен театар, е најновата премиера на овој театар, која премиерно ќе биде изведена утре вечер со почеток во 19 часот и 30 минути. Текстот во оваа представа посочува за тоа како се рушат ѕидовите во нашите глави. Исто така зборува за нашата подготвеност да зборуваме отворено, но од друга страна да размислуваме пошироко. Во продолжение предлагам да слушнеме повеќе детали токму за оваа представа од пресконференцијата која што денеска се одржа во Битолскиот народен театар. Народниот театар во Битола многу често се навраќа на делата на Горан Стефановски, еден од најзначајните драмски автори во Македонија, истакна директорот на оваа институција Валентин Светозарев на денешната пресконференција. Токму и четвртата премиера за оваа година во Битолскиот театар е представата Дупло дно по текст на Горан Стефановски, а во режија на Ангел Чуилиевски, кој по втор пат работи представа во Битолскиот театар. Како што најавивме некаде пред месец дена, еве сме на крајот на една мала серија на представи на Битолскиот театар. Ја завршуваме со нашата четврта премиера, што се вика Дупло дно, по режија на Ангел Чуилиевски, а напишана од нашиот голем драматург, еден од најзначајните македонски драматурзи Горан Стефановски. За жал утрово го немаме Горан Стефановски со нас. Јас би ве поканил, вие кои можете. Тој вечер ќе присуствува на нашата предпремиера, доколку некој сака да земе интервју од него или да поразговара, е отворен за разговор, значи ќе биде присутен на нашата представа. Што да кажам, Народниот театар Битола многу често се навраќа на делата на Горан Стефановски, затоа што, како што реков, тоа не е мое лично мислење, тоа е општо прифатено мислење, дека Горан Стефановски е еден од значајните автори драмски на Република Македонија и пошироко. И еве сега пред малку со Петар Мирчевски разговаравме дека јас и тој овде на масата сме дел од легендарната Црна дупка, која значеше навистина еден силен знак на современото делување на Народниот театар Битола, некаде 88 година, со која почна една, според мене и според многу, еден нов правец во нашиот театар, што значеше отвореност кон некакви алтернативни форми и така натаму. Но јас не би должел многу. Сакам само да кажам дека јас ќе погрешам ако кажам колку, меѓутоа можеме да направиме Дупло дно, значи сега лет во место, два пати лет во место, тетовирани души, Ајлав Чернодрински, Каза Балкан, Јане Задрогас, па и некои други, не знам. Доста. 7-8 минимум. Црна дупка ја кажавме, така. Значи многу често се навраќаме на неговите теми, кои навистина, еве, тоа актерите ќе ви го кажат дека навистина тоа што Горан го пишува како драмска предложка апсолутно многу лепи, актерски лепи, е многу близко и е секогаш посластица за актерите. Во представата игра една екипа која е предводена од доајенот Петар Мирчевски, Габриела Петрушевска, неговите двајца синови, Мартин Мирчевски и Филип Мирчевски и Катерина Аневска. Никого не заборавив. Мала, одбрана екипа, меѓутоа навистина многу моќна и многу сериозно се запати со овај проблем и навистина мислам дека пред нас имаме една представа која ќе го побуди интересот и на публиката, се разбира и на критиката и на тие што професионално се занимаваат со истражување на театарот и делувањето во театарот. Текстот во представата Дупло дно посочува како се рушат ѕидовите во нашите глави, зборува за нашата подготвеност, да зборуваме отворено и да размислуваме широко, истакна режисерот Ангел Чуилиевски. Направив втората моја представа во мојот матичен театар, Дупло дно по текст на Горан Стефановски. И ми е особено чест и задоволство дека направивме една силна представа, една многу моќна представа која збори за уметникот, која збори за слободата, која збори за сите нас. Заедно ова е еден наш личен крик, еден крик како да се остане уметник, како да се остане борец за слободата, како да се дадат
сите емоции, како да се почувствува вистинскиот театар, како е да се почувствува некој вистинскиот пат по кој треба да се движи уметноста и театарот и така натаму. Ова представа има една огромна, сериозна екипа, што мене ми е многу драго, глумачка екипа, Тино веќе ги спомна. Исто така направивме многу интересна сценографија, многу интересни костими, многу интересна музика. Јас тука би ја поздравил авторската екипа. Пред неколку дена слушав едно прашање многу интересно од еден новинар, која е мојата поврзаност со Горан Стефановски и мене. Едноставно Горан пишува за слободата. Горан пишува едни прекрасни драмски текстови кај што зборат за слободата, зборат за едни теми што мене многу ме интересираат. Тоа е нашата поврзаност. Мислам дека имаме представа на која можеме да бидеме горди, на која можеме да се радуваме. Јас би ја поканил публиката да присуствува вечерва, утре, на премиерата и понатаму на репризиве, кај што може да види една представа во која, освен што се развива една многу интересна приказна, понудена од нашиот автор, раскажуваме своји лични приказни. Во представата се дадовме некако сите искрено, честно да работиме и мислам дека направивме многу интересна представа на која сите заедно можеме да бидеме горди. Во представата играат Петар Мирчевски, Габриела Петрушевска, Филип Мирчевски, Катерина Аневска, Мартин Мирчевски. Сценографијата е на Валентин Светозарев, костимите на Благој Мицевски, а музиката на Маријан Нечак. Сум играл доста текстови на Горан Стефановски. Овде работевме, сработивме, мислам дека тоа што го сработивме е интересно. Инаку за мене е така интересно што во пиесата играм лик кој е тотално контрадикторен од оно што сум приватно јас. Значи, тотално обратни карактеристики. Тој е всушност еден квази функционер, квази писател, министер за култура, кој е член на повеќе управни одбори, почесен член на научни друштва. Со други зборови, тој всушност цел живот цица од државни јасли. И нормално дека ги мрази сите оние прави уметници, прави писатели, затоа што тој е квази уметник и квази писател. Мислам дека имавме еден интересен процес на работа и мислам дека навистина направивме интересна представа, комплетно од сите аспекти, од сценографија, костимографија, режија, актерска игра, музика. И мислам навистина дека Ангелчо, иако е млад и како што секогаш критичарите викаат и перспективен, надежен режисер, навистина доста длабоко продре во материјата што ја нуди Горан Стефановски и мислам дека понудивме еден интересен материјал и една интересна сценска реализација. Јас го толкувам, го играм ликот на Нове во дупло дно од Горан Стефановски. Тој е еден лик карактер кој што е специјален советник за култура во Министерството за култура кај господинот Божо. Иначе, како лик тој е послушник, поттрчко, полтрон, човек без свој јас, човек со изгубени вредности, кој што не размислува со своја глава и единствено дише и живее за туѓи правила и да извршува туѓи наредби. Со цел само да ја задржи својата функција специјален советник за култура во Министерството за култура, што е многу спротивно од главниот лик Јаков, кој што го толкува Мартин Мирчевски, кој што се бори за слободата, за неговите правила, за местото во општеството, како уметник, како човек, како за душа, слобода и се. Тоа е спротивноста на Нове кој што ги има изгубено вредностите и едноставно е само, како што реков, послушник, десна рака и поттрчко на господинот Божо во дупло дно. Исто и тоа е испротивно како човек за мене во животот, пошто не сум воопшто таков. Ама е модерно. Ама добро, може би е модерно. За мене не знам, не навлегувам во тие работи. Чест ми е, задоволство ми е да работам со навистина вака екстра екипа. Благодарение за шансата уште еднаш понудена од режисерот Ангелчо Илиевски, кој што работев заедно претходно и сонетите, иако сите викат можеби е млад по години режисер, али доста сериозен и може да се учи од него и навистина да се купува и е чест задоволство да се работи со него, како и со
останатиот дел од екипата. Уметничкиот директор на Битолскиот народен театар Благој Мицевски ги најави и двете нови представи кои започнаа да се подготвуваат во театарот, и тоа представата Дон Жуан во режија на Андреј Цветановски, како и представата Грета од Фауст во режија на Димче Николовски, кој за прв пат работи представа во Битолскиот театар. Театарот веќе започна со подготовка на две нови представи кои што најверојатно ќе излезат некаде во почетокот на месец мај, средината на месец мај. Првата представа е Дон Жуан од Молиер во режија на Андреј Цветановски. Тоа е представа која што е по програмата од Министерството за култура, финансирана од годинашната програма. Меѓутоа, за прв пат во нашиот театар ќе се појави како режисер и Димче Николовски. Тој е битолченец кој што работи во Драмскиот театар во Скопје. Меѓутоа, имаше желба да направи нешто во нашиот театар, состави своја екипа и прави камерна представа со двајца актери од Луц Хибнер, се вика Грета од Фауст. Така да, мислам, продолжуваме со тоа да имаме различни представи, домашна драматургија, камерни представи, класика и така натаму. Она што театарот исто така ќе го направи, тргнува на пат на 17-ти, ќе гостува во театарот Вера Комерсажевская. Представата Дупло дно премиерно ќе биде изведена утре вечер со почеток во 19 часот и 30 минути. Така, почитувани, имавте можност да слушнете подетално токму за представата Дупло дно по текст на Горан Стефановски во режија на Ангел Чуилиевски, која што уште еднаш ќе повторам премиерно ќе биде изведена утре вечер со почеток во 19 часот и 30 минути. Овде воедно е крајот на денешното издание на емисијата Магазин. Мене ми останува само да ви се заблагодарам на вниманието со кое што не следевте и секако да ве поканам и понатаму да останете на фреквенцијата на телевизија Мега. Довидување, имајте убав остаток од денот.